Шефовите на Европската Унија и на НАТО изјавија дека остануваат посветени на цврстата позиција спрема Русија, но исто така и на продолжувањето на диалогот со Москва. Тие сметаат дека треба да се задржи притисокот врз Русија поради незините акции во Украина и бомбардирањата врз цивили во сирискиот град Алепо. Говорејќи на еден форум во Германија, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, председателот на Европскиот совет Доналд Туск и председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц повикаа на балансирана политика спрема Москва. При тоа Доналд Туск рече: Some European politicians has presented a typical Western European illusion when they invited Russia to Syria as a method to solve the problem in Syria. And now we have new problem. I mean, I think I shouldn't describe the whole situation in Aleppo today. Туск исто така рече дека цел е да се нормализираат односите со Русија, но како што додаде, продолжувањето на санкциите на Унијата, воведени по анексијата на полуостровот Крим од Украина во 2014 година, ништо не се променило. Тоа според него значи дека санкциите најверојатно повторно ќе бидат продолжени. Европа се обидува да најде начин да ја одговори на Русија за незините воени акции во Сирија и западните земји се едногласни во осудата на поддршката на Москва за режимот на сирискиот председател Башар ал-Асад. Таа осуда се интензивираше откако руски и сириски воени авиони ја започна најголемата офанзива во над 5-годишната граѓанска војна во Сирија врз делови на градот Алепо, што се под контрола на сириските бунтовници. Некои европски пратеници повика Европската Унија да воведе нови санкции против Русија за незината улога во убивањето цивили во Сирија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг пак изјави дека Русија се повеќе станува воено наметлива. The most concern is connected to the fact that they have actually been willing to use force against neighbors, Ukraine, Crimea, but also actually in Georgia. And they also have troops in Moldova against the will of the Moldovan government. So we see a more assertive Russia, we see a stronger Russia, and we see a Russia which is willing to use force. Столтенберг повика на конструктивен однос со Русија и покрај најголемите воени трошоци на НАТО од крајот на студената војна. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц пак, наведувајќи дека Русија не треба да се прогласи за отфрлена, рече дека на Москва треба да се каже: го осудуваме она лошото што го правите, но ќе го задржиме каналот за диалог отворен кога за тоа ќе бидете подготвени.